Драги гледачи, ова утро се наоѓам во основното училиште Лазо Трповски, а ќе зборувам со магистар Мартина Трајковска, која што е во член на комисија за упис на првачиња. Особено овие информации ќе бидат важни за родителите, кои што ќе треба во оваа учебна година да ги запишат идните првачиња. Мартина, добро утро, добро ве најдовме во основното училиште Лазо Трповски. Добро утро, добро ве најдовме, добре ни дојдовте. Така, ние добро ви дојдовме кај вас да ги слушнаме сите оние информации кои се потребни, особено за родителите, старателите, кои што ќе ги запишуваат од септември дечињата во прво оделение. Но пред да дојде септември, или претходно тие треба да се спремат, да си ги подготват документите и се како што ќе ни кажете и вие што треба да подготват. Па да почнеме ајде со ред, што е она што треба да го знаат родителите за упис на идните првачиња. Па најбитно од се родителите да знаат дека првиот уписен ден е еден од најважните денови, најрадосни денови да уживаат во тој ден, бидејќи останува вмнежен за цел живот. Согласно законската регулатива, така и оваа година, уписите за првачиња се во текот на месец мај. Оваа година првиот уписен рок е на 4 мај, понеделник. Јас како член на комисијата за упис на првачиња ги советувам родителите документите, потребните документи да си ги средат уште во месец април. Потребни документи се извод од матична книга на родени, потврда за примени задолжителни вакцини од матичниот лекар, потврда од стоматолошки преглед од реонската надлежна институција, потврда од офталмолошки преглед од надлежна институција, може да е државна или приватна, доказ за место на живење според реонизација, односно лична карта на родител-старател и дополнително за запишување на дете со посебни образовни потреби во прво оделение, родителот, односно старателот е должен да достави мислење, односно функционален профил од Комисијата за проценка на деца и младенци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ. Тоа се сите документи кои треба да им бидат веќе подготвени при уписот. При уписот, точно. Родителите, значи, може да ние како уписна комисија ќе ги објавиме сите потребни информации на нашата веб страна на училиштето уште во текот на месец април, како и податоци за контакт. Родителите ќе можат да се јават и да се закажат термини за упис. Секако може да дојдат и за дополнителна консултација доколку имаат некои нејасноти. Ние дополнително ќе ги проследиме што и како е потребно за уписот. Оваа година првачиња ни се дечињата кои што се родени во 2020 година, односно кои што до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и ученици кои што до 31 јануари 2021 година исто така нели се родени во тој период и ќе наполнат 6 години. Секако по барање на родителот и старателот и по претходно дадено стручно мислење од страна на педагогот и психологот во училиштето каде што ќе се запишуваат. Исто така често поставувано прашање од родителите кога да се запише детето, доколку е родено во месец јануари, дали во наредната година или претходната учебна година, па често се во дилема дали да ги остават уште една година во градинка или да тргнат на училиште, што вие ги советувате? Најдобро е да дојдат и да се консултираат со педагогот и психологот од нашето училиште, нели? Ќе им дадат соодветна проценка по разговор нели со самото дете и со родителите, со признаењата на детето. Секако тука е многу битен и емоционалниот, социјалниот, когнитивниот и психомоторниот аспект на децата. Тука не треба да се брза во тој период на развој, чекор по чекор е вистинската формула. Затоа со соодветна консултација ќе знаат дали во оваа година или во наредната ќе го запишат детето. Убаво споменавте вие, доколку има дилеми, може да ве контактираат, ќе биде оставен телефонскиот број. Педагогот и психологот се исто така на располагање да им помогнат во тие дилеми. Како изгледа уписот на првачињата? Уписот на првачињата ќе дојдат во училиште по претходно закажан термин, нели од објавени податоци на нашата веб страна. Родителите си закажуваат термин, си доаѓаат на училиште заедно со детето по одредени проценки, комуникација со детето, шетање низ училиште, запознавање со претходните првачиња, се и со соодветна документација. Секако се врши уписот на првачињата. Рековте дека родителите го закажуваат терминот, тоа значи тие може да ве побараат кога би им одговарало за да закажат термин? Така,
податоците за упис се објавени ќе се објават во месец април и по објавувањето на тие податоци родителите се јавуваат на телефонските броеви кои што се ставени за контакт, може да се закажат и консултација и термин дополнително за упис на првачињата. Мислам дека ги опфативме сите најважни информации, особено кога се документите во прашање, но убаво споменавте вие на почетокот, возбудата е голема, како за родителите, така и за дечињата, од градинките сега доаѓаат во училиштето, што е она што треба да го знаат децата и родителите, барем овие неколку месеци колку што ги имаат, да се подготват емоционално, ментално за почетокот на новата учебна година. Па најважно е децата да знаат дека во училиште нема спиење. Значи, поголемите групи кои што се во градинките, со соодветни активности и методи веќе се подготвуваат за поаѓање во училиште. Еве оваа недела очекуваме да ни дојдат на гости на посета, заедно со своите воспитувачки и негователки, каде што ќе можат да видат како изгледа едно училиште, училишна клупа, училишниот двор, ќе имаат можда да се запознаат со нашиот педагог, кој што претходно ќе може да комуницира со нив, потоа ќе ги запознае со нашите сегашни првачиња, да поразговараат и тие да им кажат еве што научиле до сега во прво оделение. Да, значи ќе имаат убаво искуство пред да се запишат идните првачиња. Колку оделенија ќе има годинава? Со оглед на тоа што особено во другите помалите градови свесни сме дека се намалува бројот на ученици, колку ученици очекувате годинава, односно колку оделенија? Па, како и секоја година, согласно нели дека има повеќе основни училишта во општина Карпаш, очекувањето е некаде околу 2 паралелки да се создадат, околу 50 до 55-60 ученици според реорганизацијата која што ни е дадена во овој круг. Значи околу 30 од прилика ученици во едно оделение. Јас ви благодарам за одвоеното време, слушнавме малку повеќе за уписот, слушнавме за документите кои треба да ги подготват родителите и старателите, да им посакаме среќен почеток, иако има се уште време. Нека поуживаат во градинките дечињата, а родителите секако да се подготват за идните првачиња. Ви благодарам. Благодарам и на вас.